колку некоја тема е пошпекулативна, е поинтересна. Така и во црквите, така и во светот, а шпекулативна или една од најтакви за шпекулации теми е темата околу вонземјаните. Да, има ли вонземјани? Па дури и во христијанските кругови, нели е интересна тема. Се прават филмови на таа тема. Дури се користи од Трамп, вчера пак изјави, се закани дека ќе ги отвори архивите за вонземјаните, па потоа се повлече и рече, не, нема да го правиме тоа. Интересно како само Америка има архиви за вонземјани, нема во европските тајни служби, нема во руските, нема во кинеските. Очигледно, вонземјаните се импресионирани од Америка и само таму сакат да се јавуваат. Има и такви кои сметаат дека тие се тук, меѓу нас, живеат околу нас, само не ги гледаме. И навистина има вонземјани и словото е дека ние сме вонземјани. Зашто не сме од овој свет, зашто нашиот вистински дом не е ова земја, туку небесната земја. Ние имаме небесен дом. Апостол Петар ги нарекува читателите до кои што пишува парадемос или параепидемос, некои што живеат покрај, паралелно, не се од демосот, туку се нешто различно од тој демос. И Христос говори нешто слично во овој текст, дека ние имаме поинакво жителство, имаме поинакво разбирање за животот, поинаква идеологија, поинакви вредности, поинаква надеж. И сето тоа навлекува однос на светот кон нас, кој е непријателски. Светот не мрази, бидејќи, вели, светот не ги сака своите. Ако бевме од светот, светот ги не гледаше како свој. Бидејќи не сме свој на светот, светот не мрази. И ова тема Христос ја вклучува во онаа поголема за лозата и гранките. И ова е многу важно да го сватиме нели целиот контекст. Ја говори на учениците кои преку верата се соединиле со него, се во Христос. Во Христос како гранки на Христос. Гранки кои од Христос црпат живот. И бидејќи црпат живот од Христос, имаат плод на вечен живот. Пренесуваат плод. И затоа имаат одговорност. Христос им дава таква одговорност да останат на лозата и да пренесуваат плод. И во Христос, останувајќи во Неговото Слово, да црпејќи живот од Христос, зашто не можат ништо без Него да направат, како што им вели без мене, ништо не можете да направите, во молитвениот живот да пренесат таков плод што ќе го прослави Отецот. И понатаму продолжува со таа тема, и стигајќи ги на една повисока позиција, не остануваат на позиција на слуги кон Господарот, туку вели, веќе ве нарекувам мои пријатели. Зошто? Зашто ви откривам, ви споделувам, со вас се однесувам како со пријатели, не како слуги. Ви откривам се што и вас ке ви очекува, ви откривам која е волјата на Отецот. Се што сум чул од Отецот, се ви откривам. И едно од нештата кој го открива на учениците, кои се гранки на лоз, кои се спасени луѓе преку верата, е она што ќе следи после Христовото вознесение. Ќе следи прогонство. И тоа е пријателскиот однос, ги предупредува, не крие ништо. Еден господар не би споделил на слугата која е неговата судбина, што го очекува. Тоа не е работа на слугата. Слугата треба само да извршува заповеди на Господарот. Бидејќи Христос на своите гледа како на пријатели, им открива. Искрено им кажува, понатаму, се тоа ви Господи, се тоа ви го кажав, за да го знаете, да не се соблазните, бидејќи сте мои пријатели. Тој однос што го имаат со Христос, како гранки на лозата, како негови пријатели, како некои што го живеат неговиот живот, кои што го проповедаат неговото слово, кои што во светот ја покажуваат неговата љубов, ќе им навлече непријателство, омраза од светот. И тоа е темата, нели, кој што овдека
Христос во овој дел ја вклучува. Непријателството или омразата што Христовите ја искусуваат од светот. И целиот овој текст почнува со повторното предупредување на заповедта. Оваа заповед ви ја давам да се љубите еден со друг, зашто светот ве мрази. Тоа ако светот ве мрази не е буквално така, туку предлогот говори за не за условност ако, туку тоа ќе биде. Кога светот ќе ве мрази, треба да знаете дека мене ме замрази. Не е опција. Може да ве мрази, може да не ве мрази. Со сигурност светот ќе ве мрази. И знаете дека мене пак светот уште пред вас ме замрази. Сурово сето тоа изгледа. Учениците воопшто не очекуваат да слушнат такво нешто. Ти очекуваат друго царство, нели? Царство кое што ќе бидат сакани, ќе бидат големи, сите ќе им се поклонуваат. И најнаш Христос фрла една бомба. И вели, ќе ве мразат во светот, ќе ве прогонуваат. И тука е големото значење на таа заповед. Светот има омраза. Она што го карактеризира светот е омразата. Движечката сила во светот е омразата, интересот, алчноста, себичноста. Она што го одбележува Христовото тело, Христовите е љубовта. Имаме, да кажеме, општества, Христово општество и светот како општество. Светот како општество функционира на омразата. Христовото општество функционира на Христовата љубов. И како светот ќе ги препознае тие што не се од светот? Преку љубовта. Преку љубовта ќе ме познаете дека сте мои ученици. Знаете, во светот се водат два одиума, така да кажеме, две дебати, или кои се на база на омраза. Светот вели, црквата ја отвара таа теолошка дебата. Одиум теологикум, една омраза на црквата кон светот. Меѓутоа, реалноста е дека црквата функционира не на база на омраза, туку на љубов. Реалната дебата или реалниот пристап кон другите поинаквите е оно што светот го промовира. Одиум секуларис, тоест на омраза, секуларна омраза кон црквата. Зошто светот суштества на омраза, црквата суштества на љубов. И по таа љубов ќе бидат препознаени и заради таа љубов. Тоа заради тој поинаков живот, различен концепт на светот ќе бидат мразени. Светот не сака љубов. Говори светот за љубов. Тоа е популарна тема, зашто не достига. Го нема капацитетот светот за таа љубов. И сега, факт е дека никој не сака да биде мразен. И кога ќе се каже дека светот ќе не мрази, не звучи пријатно. Не звучило пријатно ни во ушите на учениците. Секој сака да биде сакан, да биде прифатен, да биде почитуван, да биде оценет. И знаете ли, христијаните, посебно христијаните, некако го забележувам тоа, не толку на луѓето им во светот им значи да бидат прифатени. Нам христијаните некако многу, не значи, многу се импресионирани некако кога светот ќе не пофали и каже, овие не се како другите христијани. Овие се поинакви, овие така. Меѓутоа, за каже светот такво нешто, треба да му се допадне нешто во нас. Што е тоа што на светот може да му се допадне, а не од светот? Дури има и христијани кои велат, ако светот не мрази, нешто не е во ред со нас. Ма принципот или концептот на омраза на светот се гради на Христос. Христос го кажува тоа. Се гради на Христовиот идентитет. Христос вели, мене пред вас не мразеа. И од таа хуманистичка современа идеологија, христијанска, ние живееме со тенденција колку може повеќе да се допаднеме на светот. А тоа не е возможно без да се доближиме некако во нашиот изглед, во нашите ставови, во нашата служба,
до вкусот на светот, до вредностите на светот. И тоа е причината зашто црквата се повеќе и повеќе станува светска во напорите да се допаднеме на светот. Единствениот начин да се допаднеме на светот е да станеме светски. Тоа е тоа. Господ Исус стои за тој концепт. Тоест, неговиот идентитет, неговото божество, наспроти она што е од спротива, светот. Има антагонизам меѓу Христос, меѓу Бог и меѓу светот. Најомразениот човек, Христос не е само човек, говориме за човек, Христос како човек, зашто како човек живееше на земјата и како Бог секако. Најомразениот во историјата на човештвото е Христос. Никој не бил помразен од Христос. Тоа е со сигурност факт. Потоа се апостолите. И потоа сме сите ние. Кога Христос, кога Лука ја пишува историјата на раната црква, тој прави многу така селекција, строга селекција на настани. Да цени живот на црквата во првиот век, тој ги опишува 28 глави. Значи, една селекција на избор на настани. Интересно што во таа селекција, тесна селекција, тој многу често го вклучува прогонството на апостолите. Можел да го скокне, меѓутоа го вклучува, за да покаже дека тоа што Христос го кажуваше на учениците е вистина. Не се нарушува Божјата воља или заповед, напротив, се исполнува. И тоа е реалноста. И Христос ја вклучува оваа тема овдека во последната беседа на учениците кон учениците пред да биде фатен, неколку часа пред да се раздели, за да ги предупреди, да знаат што ќе се случи. Тоа е реалноста на христијанството. И кога тоа се остварува во животот на црквата, тие да бидат охрабрени, подготвени за тоа и охрабрени кога ќе дојде. И охрабрувани за нас. Зошто светот не мрази? Зошто Христос прво го замрази? Зошто не мрази нас? Затоа што сме поинакви. Во светот, во секој еден од нас, постои страф од туѓото или неприфаќање на туѓото. А ние сме, тоа е дел од грешната природа, верувам, не е создаден човекот во таа природа. Во нашата падната природа ние имаме лојалност, прифаќање на најблиското. Така, прво има на семејна, па има некаква малска, па има градска, па има национална. Ево Македонија. Македонците кого сакат? Сакат македонците. И ако ги прашаш за албанци, кажат тие не се добри. Ама тоа е таа перцепција на македонецот кон албанците. Прашајте албанци кои се добри. Прашајте ги албанците кои се добри, кого сакаат, македонци или албанци. Сите ги кажат, албанците се добри, македонците се лоши. Тоа се репродуцира во црковниот живот. Тесната, нели, прво доктрина, па потоа деноминација, така ние покажуваме таков принцип лојалност. Тоа е таа ксенофобија кај човекот. Отворен ли страф или омраза на она што не е кон мојата припадност. Тоа се на така социјални или повеќе психолошки видови на раздвојување. Овдека Христос говори за она главното, она духовна фобија. Имаме свет кој што е систем зад кој што стои сатаната, кој што е спротивен на Бог. Во бунт е против Бог. Систем кој си гради своји вредности, своји правила, своји разбирање. И тој систем светски, и тука го употребува тој збор Јован или Христос, космос, кој што во новозаветниот речник се дефинира како непријателски систем кон Бог, во бунт против Бог. Светот, бидејќи наспроти има Бог, Христос, ги има Христовите, е во војна, ги отврла, ги мрази, се спротивставува, е во војна, во таа духовна ксенофобија која што постои. Тоа е во војна со Бог и во војна со сите оние кои што се со Бог. Тоа е тој страф или тоа непријателство, тој одиум за кој што Господ Исус овдека говори. Ние
сме биле дел од тој систем. Сите ние, вели апостол Павле на Ефесијаните на почетокот на 2 глава. Сите сме биле дел од тој бунтовен систем против Бог. И што се случува кога ние ќе го смениме, така да кажеме, државјанството од земно кон небесно? Светот не третира како предавници. Дезертери. Никој не сака дезертери. Зошто сме биле и сега одиме на другата страна. Зошто беше Христос толку мразен? Од кого беше Христос најмногу мразен? Од јудеите. Знаете, јудеите, кога овдека говори Христос за свет, тој говори за тој јудејски теолошки систем кој беше изграден. Јудеизам. Не говориме за Стариот Завет. Говориме на систем кој што јудеите се изградија на база на Стариот Завет. Тој систем, Христос го нарекува ѓаволски систем. Тој ги нарекува дека се поттикнати од сатаната. Во својата војна што отворија против Христос, Христос идентификува свет, систем кој е непријателски на Бог. Без разлика што беше граден на Стариот Завет. И зошто? Христос беше нападнат, мразен, убиен, зашто беше сметан како предавник на тој систем. Ги предаде евреите. Не се усогласи со тој систем. Зошто беше убиен Стефан? Зашто беше сметан за предавник на тој систем. Зашто Павле беше гонет од јудеите. Сака и него да го убијат. Но тој се повика на Нерон, на Цезарот, зашто гледаа предавник на тој систем. Знаете, тој јудеизам кој е изграден во тоа време, јудеизам како учење, кој што го отворила Христос и Христовите, е истиот систем на јудеите. Не е променет. Јудеите се уште гледаат и до ден денешен на христијаните и на Христос како на отпадници од јудеизмот кој го сметат како вистинско учење. Тоа е светот. Тоа е системот кој е изграден како непријателски на Бог. И понатаму Христос ки рече, еве, дојде Бог. И тој систем не го препозна Бог. Го казни, го отврли. Не може да има вина ако јас не дојдам. Но и со моето доаѓање јасно се види дека тој систем, што они го изградија, светски систем, на база на сатанските спротивставености кон Бог или бунт против Бог, не го препознаваат Бог. Дојде Бог и го убија. Зашто припаѓаа на тој систем, непријателски систем на Бог. Така се однесува светот. Тоа е историскиот контекст овдека. Христос и тој систем, јудеизам, што го има, тој го нарекува свет. И тоа потоа се аплицира на историјата на црквата. Црквата наспроти светот, како непријателски систем против Бог. Светот не одобрува неговите да сменат жителство, да станат Божи, стануваат непријатели. Ги мрази. Тоа е првото. Ги мрази зашто веќе не се нивни, вели. Да бевте од овој свет. Светот ке го љубеше своето, светот си го љуби своето. Тие што припаѓаат на тој систем во темнината, на сатаната. Тие што ке излезат од тој систем ги мрази. Не се негови, не припаѓаат на тој систем. Понатаму пишува во истиот тој стих, јас ви избрав од светот, затоа светот ве мрази. И се пак зборчето избор. Зборче кој пак станува, нели, во нашата љубопитност, зборче кој треба да влезе во системи. И овдека, и во другите употреби на ова зборче, избрав, избран и така натаму, си има некаков контекст, многу специфичен контекст. Малку предходно, кога говореше за пријатели, веќе не ви нарекувам слугите како пријатели, веднаш потоа додава, но јас ви избрав, не ми избравте вие мене. Зашто сака да им каже, таа позиција што ја добивате, многу висока, на мои пријатели, со привилегијата да седнете со мене, да вечерате на масата, да ви ги измијам нозете и да ви ги откривам овие тајни, не ја должите на некакви ваши заслуги. Едноставно, јас решив, ве избрав да седнете тука.
Светот не ни завидува. Ова е омразата на светот која се базира на завист. Еве, нив ги избра, нас не избра. Не. На светот воопшто не му е гајле дали сме избрани или не се избрани. Светот гледа дори на нас, гледа како на некакви наивници. Овие ги избрал Бог. Глупаци. Зошто? Зашто светот не ја сака, не е привлечна, не му се допаѓа воопшто идејата за избор. И светот ги мрази, зашто се спротивставуваат на избраните, се спротивставуваат на стандардите на светот. Светот сака учење во кој што тој ќе се истакне како достоен за Бог. Така што ќе го остави Бог без избор. На крајот, Бог ќе каже, што ми останува друго, освен да го примам. Види го колку е добар, види колку се трудел. Тоа е природата на човекот. Тој да избере. Решив, сега ќе го достигнам, ќе се издигнам, ќе го освојам Бог. И на крајот Бог ќе се восхити и ќе каже, браво, заслужуваш. Исто тој концепт за избор го срекаваме во 6 глава. Кога Христос нахрани 5000 души, мажи само, кој знае колку вкупно. И тогаш луѓето си кажа, кој друг кој ќе нахрани, кој заслужува друг? Па ние сме чедата Авраамови. И кажа, избра, решија, ќе го поставиме за цар. Ние ќе го поставиме за цар. И Христос рече, вие мене ќе ме поставите за цар. Вие не знаете зашто сум дојден овдека. Вие не можете да дојдете како Отецот кој ме прати. Не ве привлече. И почна да им збори. Вие ништо не сте. Треба вие да јадете од мене. Јас сум глебот на животот. Тоа што сте чеда Авраамове ништо не значи. И кога го слушнаа тоа, илјадници луѓе си отидоа, останаа 12 души. Еден од нив предавник. Тоа е резултатот на учењето што Исус им го кажа за тоа дека нема тони ништо. И затоа ве мрази зашто вие застапувате учени, гледам потоа во текстот. Една од причините поради која што светот не мрази е што го проповедаме учењето на Христос кое е спротивно, кое го мрази светот. И тоа е тој одиум кој што се шири во светот, бидејќи имаме спротивставени учења. Учењето на светот и учењето на Христос. Вистината. Христос вели овдека, ниеден слуга не е поголем од својот Господ. Па не ли само пред малку рече дека сме негови пријатели? Пак се враќа на слугата. Само во еден момент тоа го вклучува со намера. Многу, така да кажеме, наменски го кажа тоа. Веќе не ве нарекам слугите како пријатели, за да им каже дека тоа е однос во кој што тој ќе споделува тајни, вистини, како на пријатели. И потоа пак се враќа на слугите. И за тоа еден момент кој Христос овде го употребува наменски, станува доктрина. И денешните христијани, нели, се однесуваат како Христос, како кон пријателчето. Тој ми е моето најдобро пријателче. Не, Христос никаде не рече, јас сум ви пред, не, вас ве третирам, но јас си останувам Господарот. И ако Господарот беше, или учителот беше гонет, и вие, кои што го проповедате учењето, и моите зборови, ако моите зборови ги запази, и вашите ќе ги запази, станува збор за учење. Светот нема да го трпи тоа учење, ќе го мрази тоа учење. Светот е во војна со вистината. Светот е, изразот на вистина, или вистината е Христос. Затоа кога дојде Христос, тоа е најмразениот од сите луѓе во историјата на човештвото. И таа војна продолжува на светот со вистината. Не може да ја води со Христос, ја води со Христовите. Ако денес дојде Христос,
пак ќе го распнат. Нема да се случи нешто поинакво. Светот пак ќе се крене против Христос. И знаете што? Како што тогаш водачите во тој процес беа духовни луѓе, пак ќе биде така. Нема да биде ништо поинакво. Знаете ли колку ќе видиме понатаму, Христос вели, мислејќи дека му служат на Господ, ги правят тие работи. Колку духовници убиле, уништиле христијани. Духовници, свештеници, водачи на цркви. Затоа светот, повикувајќи се на тези стаци, говори за одиум теологикум. Но вистинската црква, вистинските гранки на Христос се препознаваат по љубовта. Таа црквата во различни моменти градела омрза, точно градела омрза кон светот. Но тоа не е вистинската црква. Вистинската црква не гради омрза кон светот. Павле умре, си го даде животот за своите етнички јудеи. Стефан си го даде животот. За светот си го даде живот. За тие системи кои ги гонеа. Тоа е вистинскиот однос на светот, на Христовите кон светот. Светот се однесува со омрза. Светот има одиум, секуларен одиум на омрза против црквата. Зашто светот го мрази Христос. Платон живел 300 години пред Христос. Раните црковни учители, христијански учители, го нарекуваат христијанин пред христијанството Платон. И велат дека тоа е нешто како Авраам меѓу елините, според нивото на откровение што го има. Но интерес, не знам колку сега има, сигурно Бог открива честици или како се вика на вистината, а тој вели, тој се спротивстава на разбирањето за Бог кој го имаат луѓето во неговото време, на тие пантеони пагански кои се градат, ова не е Бог. Не, ова е се телесни, ова е се изопачени, ова е се неморални модели на Бог. Бог е совршен, добро, тоа е апсолутно добро. И вели, ако Бог дојде на земјата како човек, знаете што ќе се случи? Луѓето ќе се соберат, ќе го фатат, ќе го врзат, ќе го тепат и ќе го обесат. Зашто луѓето не сакат, не го сакат доброто. Светот не го сака доброто. Светот не ги сака оние кои што се со Христос. Едноставно не го сака доброто. Зошто? Зашто вели не го знаат оној кој ме испрати на крајот. Сето ова ќе ви го прават за моето име. И тука говори на евреите кои најмногу во неголема мера се гонат од јудеите. Не го знаат Отецот. Не. Тие луѓе се повикуваат цело време на Отецот. Му принесуваат жртви на Отецот. Градиат теологија на Отецот. И кога дојде Божиот Син, како целосна теофани, јавување на Бог на земјата, најсовршено, го убија. Зошто? Зашто не го познаваат Отецот. И затоа Павле овде, тоест Христос продолжува и вели, да не бев дошол и да не им зборував, грев немаше да имат. Не сака со тоа да каже, немаше да бидат осудени. Причината поради која што тие го отврлија Бог беше нивниот систем кој си го изградија. Тие си изградија систем за Бог. И кога дојде Бог не се совпадна со тој систем што тие си го изградија. И вели, моето доаѓање беше потврда за неправилноста на нивниот систем. Ако не дојдав, немаше да имат таква вина каква што сега имат. Ке се останеа во заблуда дека нивниот систем е најдобар и затоа ќе си имаа грев, бидејќи нема правилен систем. Но јас дојдов и го открив Бог вистинскиот. Се потврди на најјасен начин дека тоа они во што веруваат не е вистина. Се спротивставија на вистината. Затоа имат уште поголем грев. Затоа им кажа на галилејците, содомците на судот ќе се поминат полесно
од вас. Зашто ако тие чуда беа направени таму, не знаеме како ќе реагира. Тоа им го кажува Христос на јудеите во Галилеја. Немаат оправдание, бидејќи самиот Бог дојде. И тие го убија Бог. Немат никакво оправдание. Колку што беше големо откровението што го отврлија, толку голема ќе биде и казната. Немат никаков изговор. Зошто ме замразија мене и мојот отец? Кога дојде, Бог ја покажа својата омраза. Та омраза била во нив. Се покажала преку тој фалсификуван систем за Бог. Но стана јасно кога се исправија против Бог. И тоа ќе важи и за неговите ученици. Колку повеќе во нашата љубов, во нашето однесување се доближуваме до Бог, толку повеќе светот ќе не мрази. Зашто толку повеќе се одликуваме, ќе се разликуваме од светот. И не секогаш, светот ќе го покажува отпорот со насилни методи. Светот многу добро знае, ја познава импресијата на христијанинот од прифаќањето од страна на светот. Светот денес се обидува да се пробие, да се спријатели со црквата, а црквата никако да устои на тоа ласкање од страна на светот и така да биде абсорбирана и да стане бескорисна во светот. Тоа е искушението со кое што секогаш се соочуваме и притисокот да се прилагодиме кон светот. Кога светот со сила, со, така да кажеме, надворешен притисок удира на црквата, тоа во историјата секогаш се покажувало како здраво за црквата, оводело кон единство и кон зајакнување. Кога светот делувало во црквата, преку суптилните методи црквата слабеела, секогаш. Станувала млака, станувала слаба, станувала светска. Затоа сме предупредени да не се сообразуваме со овој век, туку да се преобразуваме со вознобувањето на умот. Ето, денес живееме во едно многу страшно време, теолошко време, така да кажеме, за црквата, време на конзумеризам, време во кое што така агресивно се проповедаат просперитетни учења, кои пропагираат напредок материјален на христијанот дури повеќе отколку на светскиот човек. Ние сме, велат, главата, не сме опашката, така кажа, Бог на еврејскиот народ во Стариот Завет. Тоа значи дека ние треба да успеаме во се повеќе од светот. Ако во светот некој вози Opel, ние треба да возиме Volkswagen. Ако вози Volkswagen, ние треба да возиме, не знам што е повеќе, BMW. Ако вози BMW, Porsche треба да возиме. Ако има Porsche, авион треба да имаме. Така ние ќе ја покажеме наклонетоста на Бог кон нас, благословите на Бог. И во голема мера тоа е денес христијанството што се шири од Америка. Тоа е просперитетно христијанство. Има еден теолог и професор Хелмут Тиле, ке почна пред неколку години, тој има напишано книга, тоест проповед, за големиот успех за просперитетот и продолжува најсилната дрога за христијанинот, адресирајќи го современото христијанство. Вели, зависност која христијанинот тешко ја контролира. Успех во светот. Клајв Луис во писмата на Душевадникот, едно од упатствата што оној искусен демон го дава на аматерот или ученикот, вели, просперитетот го врзува човекот за светот. Така добива чувство дека си го наоѓа своето место во светот, за кој толку многу копне христијанинот, да седне таму како рамноправен на масата на светот, и светот пак си го наоѓа своето место во човекот. И така се нагодуваат. И тоа е световност. Пријателството
со светот е непријателство кон Бог, вели Јаков. Затоа предупредува и Тилики да внимаваме со таа дрога на успехот. Но, завршува, нека се изврши словото напишано во нивниот закон, дека ме замразија без вина. И тука се повикува пак во тој јудејски контекст. Беше запишено, без вина. И тоа не во законот, во псалмите. Давид тоа го кажува за себе. Кога бил гонет во 69-тиот псалм без причина. И тоа потоа станува месијанска изрека. Христос ја применува за себе. Но пак кажам, тоа е карактеристика на светот воопшто кон доброто. Дори не мора да биде облечено во духовна форма. Светот не го сака доброто. Светот, учениците, децата не ги сакаат примерните, добрите деца. Тој што учи најмногу и најуспешно во школа, ќе го наречат бубалица, гребатор, секаков. Не, ти треба да пушиш, ти треба да си леđија, ти треба да го задоволиш светот. Не го сака светот доброто. На времето имаше, така и во школските денови, така и дури ходиш на работа и требаш да си багабон таму, да знаеш како да крадеш, како да се снаогеш. Ако си примерен, ти си глупав, прост си, неспособен. Ако си дисциплиниран, примерен, ти си запоцнев. Во војската на времето ходевме, ако ти си примерен војник, ти си гребатор. И ке те тепат. Мора ти да си проблематичен, за да си живееш добро со останатите војници. Тоа е светот. Има еден Аристид, има неколку Аристиди во историјата, некој има и патролози, но тој Аристид е од еленизмот, од 5 века пред Христос. Кога Атина била во најголемата, така да кажеме, слава. Тој Аристид е наречен Аристид праведниот. За него, како беше тој историчарот Херодот. Херодот за него вели беше најдобриот меѓу најдобрите луѓе. Говори за морал, за такви работи. Придонесо војните, атинските војни. Со голем углед. Знаете што се случило со него? Се собира Демосот. Демосот не се сите луѓе нели во еленистичкиот свет, во полисите Демосот се они што се вклучени во активниот политичкиот живот. Се собираат и го избркале од градот. И кога прашуваат еден од Демосот, зошто и ти гласаше за бркањето? И тој рекол, веќе ми омрзна, веќе не можам да поднесувам да го слушам тоа праведниот. Ми пречи тоа праведниот. Тоа е проблемот со светот. Му пречи на светот доброто. Зашто светот е светот на зло. И ако тоа непријателство се покажува кон, тие што се добри, што се обидуваат да бидат морални во светот, колку повеќе се покажува кон Христовите, кои се припаѓаат пак на другиот свет. Но има туку утеха. Христос вели, ќе дојде утешител, да, ќе бидете мразени, ќе бидете отврлени, но ќе имате утешител. Ќе дојде еден што вашиот збор, вашето сведоштво, ќе го потврди. Во овој свет кој е непријателски, ќе има светлина. Вашето сведоштво ќе носи светлина. Вашето сведоштво ќе прави промена, зашто Светиот Дух ќе дојде. Се ова тема ќе оставиме, зашто после овој пасос следи пасосот за Светиот Дух и неговите функции во светот, како оно што осудува, изобличува и така натаму, тоа следниот пат. Но ги најавува следната тема, иако не одделува повеќе време, за да даде малку охрабрување. Да, ние живееме во непријателско општество, но имаме оружје. Многу силно оружје. Словото на Христос е живо. Дава живот. Вечно слово е. Не е распадливо, не венее. Дава живот. Зошто? Зашто утешителот. Тој ќе дојде. И тој ќе даде живот. Ќе го уживее тоа слово во срцата на тие непријатели, противници. И тоа е оружјето на христијанинот во светот. Словото, молитвата, Светиот Дух, Божјото дејство. Има верниот човек силно оружје за борба против светот. И завршуваме
Добро. Со овој последен пасус. Овој го кажав, да не се соблазните. Тоа е целта. Ви открив како на пријатели. Ви кажам што ќе се случи. Не кријам. Што ќе се случи? Ќе ви избркат од синагогите. Ќе ви избркат од вашите општества, јудејски општества. Зашто не сте од нив. Туку сте Христови. Да бидеш избркан од синагогата, значи да бидеш избркан од општеството. Сега, предходно во 9 глава, слепородениот беше излекуван. Ги викнаа родителите и ги прашаа за синот, како се да кажат нешто повеќе. Тие само рекаа, тој е голем. Да, беше слеп, ама ништо не знаеме повеќе. И дополнува, Јован се плаши да не бидат избркани од синагогата. Да бидеш избркан од синагогата во тоа време значи да бидеш целосно екскомунициран од општествениот, социјалниот, духовниот живот. Изгнаник. Тоа ќе се случи со вас, ќе ви избркат од општеството. Еден период од црквата, и тоа од Хугенотската црква, е наречен црква на пустината. Франција, реформацијата во Франција е неуспешна, со многу внатрешни војни, граѓански војни. Некој до 1597 година завршуваат тие 30-40 годишни граѓански внатрешни војни меѓу хугенотите и католиците. Доаѓа еден Анри, кој што бил хугенот, но станува католик и со тоа и цар на Франција и носи еден Нантски мировен договор за верска толеранција. Тоа се им дава права на хугенотите. 87 години подоцна доаѓа Луи 14, оној што вели државата тоа сум јас. Го укинува Нантскиот договор и ги забранува хугенотите. Голем дел од нив бегат. Нека да смета дека 400.000 луѓе одат во Холандија, на новиот континент. Со тоа Франција губи, таа непромислена постапка на тој лут Луи, губи најквалитетниот социјален слој на општеството. Хугенотите биле оние што влечеле наука, технологија, оние кои што биле зачетокот на фабриките, занаечиите, и Франција доживува и социјална катастрофа која потоа води до таа револуција, француската револуција. Но што се случува со тие хугеноти што останале? Почнуваат да се собираат во пештери, на пусти места и од тука доаѓа називот црква во пустината. Да, раните христијани беа црква во пустината и ние на некаков начин сме такви. Постојано под удар на критики. Ако сме вистински христијани и ако го проповедаме словото без страф и срам, ќе бидеме црква во пустината. Зашто светот не ја сака вистината. Има отпор против вистината. Има цена. Ќе ви исклучуваат, вели, од синагогите. Да, не го очекуваат тоа. Беше најнепријатно да го слушнат учениците. Тоа ќе се случи и ќе ве убиваат, вели. Секој што ќе ве убие, ќе мисли дека на Бога му пренесува служба на таквиот начин. Што сака да каже дека духовниците ќе го прават тоа, фарисеите ќе го прават тоа, првосвештеникот ќе го прави тоа, како што се случувало во историјата на црквата. Томас Кранмар е еден од првите архиепископи на англиканската црква. Умерен човек, но во времето на Едвард VI учества така по-вклучен и така во една по-силна реформација на англиканската црква. Тој е авторот, првата верзија на книгата на општа молитва е негово дело. Семенова власта доаѓа Марија Тудор, го враќа католицизмот и Кранмар е осуден на клада, убиене. Додека горел на кладата, духовниците, свештениците држеле миса пред на собраната публика. Мисле дека пренесуваат на таков начин жртва кон Бог. Сакам тука, бидејќи земаме се од еден период сведоштво, има сведоштво на целата црковна историја, за Јован Златоуст да ви кажам, што он искусил. Пак, од црквата, од оние што мисле дека пренесуваат служба за Господ.
Тоа е припаѓа на антиохиската школа од крајот од втората половина на 4. век, почетокот на 5. век. Човек посветен на Словото, си проповедал од Словото, луѓето ги сакале неговите проповеди. Бил поставен како епископ после Нектарии на Цариград. Кога дошол во Цариград, забележал разврат, забележал алчност, забележал корупција меѓу високите слоеви на општеството, вклучително и царскиот престол во Константинопол. Во тоа време царица била Евдоксија. Ги критикувал многу сериозно свештениците, кои исто така биле корумпирани. Кога влегол во неговата епископска резиденција, ги забележал луксузните предмети, се продал и се дал за Божјото дело. Меѓутоа, тоа не се допаднало на свештениците, не се допаднало на Евдоксија. Таа вовела празник во нејзина чест, кој повторно бил исполнет со неприлични содржини, и тоа во близина на главната црква во Цариград. И Златус многу жестоко се спротивставил. На тоа Евдоксија издала заповед да биде протеран. И бил протеран од Цариград. На брзина епископите свикале собир на кој што му одземен архиепископскиот чин. Но што се случило истата вечер? Земјотрес во градот. Многу се оплашила Евдоксија, била суеверна и кажала: вртете го. Го вратиле. Меѓутоа, немале мирост. Никако покрај неговите критики да дишат слободно. На крајот свикале собир, повторно епископите, на кој рекле: ова е нарушување, не знам кое антиохиско правило, според кој кога еден ќе биде расчинет од епископска служба, не може повторно да биде вратен. И со тоа решение го бркат, и тоа го бркат во Ерменија. Од Ерменија разбрале дека не е доволно далеко, погледнах на картата кој е најодалечениот град од Цариград во тоа време, како Византија, како царство. Го нашле тој град и таму го испратиле. 3 години служил таму, кога веќе осетил дека му се ближи крајот, е одржал службата, се што имал го раздал на луѓето и почнал. Сакам да ви прочитам еден текст кој така многу одразува негови размисли во прогонството. Човек кој го знае, го познава тоа непријателство и сета своја надеж и открива во Христос. Вели вака: страшни бранови, силна бура, но јас не се плашам од потонување зашто стојам на карпа. Нека бесне е морето, но тоа не може да ја разорне карпата. Нека се креваат брановите, тие не можат да го потопат Исусовиот кораб. Кажете, од што да се плашам? Од смртта ли? За мене животот е Христос, а смртта е придобивка. Од прогонство ли? Но Господова е земјата и се што исполнува. Кај да ме пратат? Јас и таму ќе му служам на Господ. Од одземање на имотот ли? Што сум донел на светот, па за да можем да однесам? Не се плашам од сиромаштија, не посакувам богатство, не се плашам од смртта, зашто го поседувам Словото Исусово. Тоа е мојот жезол, тоа е мојата потпора, тоа е моето мирно пристаниште. Дури ако целата земја се вознемири, јас го имам неговото писмо. Него го читам. Зборовите во него за мене се ѕид и ограда. А какви ли зборови се тоа? Зборовите: јас сум со вас во сите дни до свршетокот на светот. Христос е со мене преку сите дни. Од кого да се плашам? Нека се креваат против мене брановите, нека се разбранува морето, нека се подига гневот на мокните. Сето тоа за мене е послабо дури од пајажина. Зашто јас секогаш се молам: Господи, нека биде Твојата волја. Не она што го сака овој или оној, туку она што Ти го сакаш. Тоа е мојата тврдина, тоа е мојата непоколеблива карпа. Тоа е мојот нескрешлив жезол. Ако е угодно на Бог да биде така, нека биде. Ако тој сака јас да бидам прогонат, му благодарам. И тоа е ова што го кажува. Во време на прогонство, кога му одземено се, иако народ бил со него,
Тој го смирува народ, вели, ако е Господовата воля. И тоа писмо кружи меѓу народ. Ако е тоа Господовата воля, јас ќе слушам таму каде што ќе ме пратат. Христос беше осуден од првосвештеникот Кајафа, кој рече, ако не превземеме нешто, ќе ни го земат храмот, народот, службите, она од кој што ние добиваме. Навистина, што правиме за Божјата служба? И тие луѓе тамо мислеле дека заради Божјата служба го убиваат Христос. Го гонале Павле заради Божјата служба. Градиме ли? Христовата љубов ли е во нас? Како действуваме во овој живот? Имаме ли утеха во Христовото Слово? Што е што не теши? Дали ксенофобијата на светот и нас во нашите духовни димензии не зафаќа и не води? Не вистината, туку таа ксенофобија, која ние можеме единствено да ја решиме според нашите човечки стратегии, кога сите ќе ги направиме мои или наши, а не Христови. Ако пак си без Христос, врзан за земјата, без надеж за небото, смени го жителството, баре го Христос, да те привлече, да те повика, да те земе за жител на небесното царство. Зашто светот одминува и ние ќе одминеме, додека има време дојде кај Христос. Верувај за Него, за прошка и вечен живот. Тој ги прима сите што со вера доаѓаат кај Него. Да се молиме на крај. Господи, ние навистина имаме утеха, неверојатна утеха. Зашто знаеме дека доаѓа ден кога страдањата и солзите ќе бидат минато, зашто ќе се сретнеме со Тебе. И тоа е нашата надеж. Да, живееме во непријателски свет, дотогаш, во меѓувреме. Но имаме охрабрување дека Ти си на нашата страна, дека Ти си победникот и ние како Твои сме победители. Ти си со нас и нема што да се плашиме. Затоа те молиме, Господи, утврди не повеќе во таа решеност да живееме за Тебе, да не се приспособуваме на светот, туку да пребиваме во Христос и да одиме по духот, како следоци на овој темен свет. И тоа е најголемото нешто, најголемата служба што можеме да ја принесеме. Најголемото нешто исто така што можеме да го дадеме на светот. Затоа се молиме, Господи, да не направиш добри сведоци за Тебе. Да пребиваме во Тебе, да имаме заедништво со Тебе. И таа голема надеж, таа голема сигурност дека Ти си со нас и еден ден конечно ќе се сретнеме во слава. Ти благодариме, Татко Небесен, за тоа што ни го возможи сето тоа во Христос, кој не откупи преку својата жртва за себе. Во тоа славно име се молиме. Амин. Амин.